Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена. И тие ќе станат едно тело. Битие, 2 глава, 24 стих. Едно од моите сеќавања додека растев беше патот до куќата на баба ми, 2 врати подолу од куќата на господјата Шулер, каде што одев на часови по пијано. Меѓу многуте драгоцени сеќавања е сеќавањето на послужавникот со овесни колачиња кои што баба секогаш ги имаше на располагање. Откако се оженив, ја прашав баба за рецептот. Па, рече таа, земаш чаша со овес и неколку лажици од ова и малку од тоа и така натаму. Немаше рецепт, ниту прецизни мерки. Таа имаше долгогодишно искуство и знаеше каква смеса е неопходна за да се создадат прекрасни колачиња, секој пат. Рецептот за брак е сличен на оној што го имаше баба ми за овесните колачиња. Успехот или неуспехот целосно зависи од она што го ставаме во него и тоа во вистинско количество. Изоставете некоја состојка или ставете премалку и нема да испадне исто. Во развивањето на рецептот за брак, да почнеме со садот за мешање, верата, која е основа на сите односи што се случуваат во домот. Тоа е докажан факт. Оставете го Бог надвор од вашиот брак и се упативте кон неволја. Ние сме составени од емоционалниот, духовниот и физичкиот сегмент. Па затоа без Бог никогаш не комуницираме на исто ниво и не се поврзуваме едни со други на истиот начин. Правата состојка која влегува во садот за мешање е брашното на посветеноста. Нема ништо поосновно од брашното и во бракот не постои ништо пофундаментално и поважно од посветеноста. За жал, таа недостасува во многу бракови и ја споменуваме кога се заветуваме пред брачниот олтар. Додека смртта не раздели. Посветеноста значи Бог не споил и без разлика со какви проблеми ќе се соочиме, некако ќе ги надминеме. На брашното на посветеноста додадете го маслото на комуникација. Ефективната комуникација е меѓусебна размена на идеи, мисли, ставови, информации и чувства. Тоа е предуслов за вистинската љубов и без неа љубовта венее и умира. Пред да можам да те сакам, морам да те запознаам и иако не можам да комуницирам со тебе, љубовта ќе овене и умре. Ја гледате ли сликата? Посветеноста и предходи на љубовта, бидејќи ако не сте посветени на бракот кога ќе дојдат тешкотии, не се грижите доволно за да се обидете да комуницирате. Сега додадете ја состојката на љубовта која е слична со шеќерот во колачињата. Иако зборуваме толку многу за љубовта, тешко е таа да се дефинира. Таа е полесна да се разбере кога вие сте оној кој ја добива. Во тенисот љубовта не значи ништо, но во бракот таа значи се. Не е ни чудо што Павле напишал: мажи, љубете ги своите жени како што и Христос ја засака црквата. Ефесијани, 5 глава, 25 стих. И тоа треба да биде доволно љубов што ќе ја задоволи секоја жена. Друга состојка која му овозможува на бракот и на она што го ставате во рерната успешно да излезе е прашокот за печење на простувањето. Изоставете го прашокот за печење од овесните колачиња и ќе добиете жилави и рамни бисквити. И без мерката на простувањето во бракот, тој ќе биде склон кон уривање во време на стрес. Едноставно кажано, простувањето значи дека се откажувам од моето право да те повредам затоа што претходно си ме повредил. Сега додадете ги јајцата на задоволување на меѓусебните потреби. Во печењето, јајцата ги врзуваат состојките заедно и исполнувањето на меѓусебните потреби ги држи искушенијата подалеку и додава радост на врската. Потребна е и друга состојка во садот за мешање. Наречете ја зачинот на хумор. При готвење употребуваме сол, ванила, цимет и други зачини. Во бракот, тоа значи дека може да се смееме на самите себе, на нашите неуспеси и слабости. На крај, додадете малку глазура. Го гледаме тоа како глазура на разбирањето, кое што го става другиот на прво место. Крајната мисла. Ниту една од овие состојки не е многу вкусна ако се користи одделно, туку ги мешаме заедно и применуваме топлина и добиваме нешто многу добро. Рецептот на баба е успешен за браковите, исто како и за овесните колачиња. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.